Библиска доктрина. Ово тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Понеделник, 26. јануари. Светлина во мрачниот свет. Во стихот Филипјаните 2.14 апостол Павле ги потикнува филипјаните: правете се без мрморење и двоумење. Предизвиците на црковното единство се толку сериозни, што тоа не може да се одржи без значителен напор од наша страна. Единството во самата црква е нус производ на нашата заедница со Христа и послушност кон неговата реч. И од пресудно значење за нашето сведочење, како што нагласува апостол Павле во продолжение, повикувајќи не да се светиме, како светила во светот. Го читаме текстот од Филипјаните 2 глава, 15 стих. За да бидете безпрекорни и чисти, непорочни Божи чеда, среде опак и расипан род, меѓу кој светите како светила во светот. Во ноќ без месечина, далеку од градскиот сјај и уличните светла, можат да се видат повеќе звезди и се стекнува впечаток дека тие светат многу посилно. Контрастот е она што ја прави разликата. Колку е потемно небото, толку појасно се истакнуваат звездите. Така е и со нашето сведочење. Колку е поголема моралната темнина околу нас, толку е поостар контрастот меѓу животот на искрените Божи следбеници и световните луѓе. Според тоа, колку е важно да не дозволиме вештачката светлина на световните идеи, притисоци и практики да доведе до тоа нашето сведочење да избледи во однос на заднината или целосно да исчезне. Да го прочитаме текстот од Филипјаните 2 глава, 15 и 16 стих. За да бидете безпрекорни и чисти, непорочни Божи чеда, среде опак и расипан род, меѓу кој светите како светила во светот, држејќи го цврсто словото на животот, за да имам со што да се фалам во Христовиот ден, дека не трчав напразно и дека не се трудев напразно. Како апостол Павле опишува какви треба да бидеме ние, како Божи деца, и што треба да правиме? Прави значи без мани, безпрекорни. Овој израз се користи особено за Јов и за неговиот безпрекорен карактер. Читаме во книгата за Јов, во 1 глава, 1 и 8 стих. Беше некогаш во земјата Уз човек по име Јов. Тоа беше непорочен и праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Потоа Господ рече: дали го забележа мојот слуга Јов? Нему никој не му е рамен на земјата. Тоа е непорочен и праведен човек, се бои од Бога и се отстранува од злото. Јов, 2 глава, 3 стих. Тогаш Господ рече: дали го забележа мојот слуга Јов? Нему никој не му е рамен на земјата. Тој е непорочен и праведен човек, се бои од Бога и се отстранува од злото. Тој е уште постојан во непорочноста, па ме предизвика испразно да го пропастам. Исто така читаме во книгата за Јов, 11 глава, 4 стих. Рече: моето учење е непорочно, чист сум во твоите очи и без дамки. И уште еден текст во истата книга, Јов, 33 глава, 9 стих. Невин сум и без никаков грев, прав сум и нема вина врз мене. Грчкиот збор преведен како чисти, во заграда во некои преводи безпрекорни,
буквално значи непомешани, невини, чисти. Исус, имајќи ги предвид жестоките напади со кои веројатно ќе се соочат неговите следбеници, не охрабрува да бидеме не злобни како гулаби. Матеј 10 глава 16 стих. Ете, јас ве испраќам како овци меѓу волци, затоа бидете мудри како змии и безопасни како гулаби. Апостол Павле, слично на тоа, не поттикнува да бидеме прости во злото. Читаме во Римјаните 16 глава 19 стих. Вашата послушност им е позната на сите, затоа се радувам со вас, но сакам да бидете мудри за доброто, а прости за злото. Односно, со други зборови, невини, неизмешани, слободни од злото. Во потполна спротивност на тоа, нашите современи медиумски канали не се ниту малку познати по чиста, инспиративна и вдахновена содржина. Во времења како овие, Давидовиот обичај представува одлично правило за нас. Читаме од 101 псалам, 3 стих. Не ќе оставам пред моите очи ништо подмолно. Мразам човек кој прави зло, тој не ќе биде покрај мене. Не треба да се плашиме да бидеме поинакви. Нашата вера треба се повеќе да не издвојува. Целта е да светите како светила во светот. Стои забележано во Филипјаните 2 глава 15 стих. Единствениот начин да го постигнеме тоа е да одбиеме да се прилагодуваме на овој свет. Читаме текст од посланието до Римјаните 12 глава 2 стих. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Цврсто, држејќи се за словото на животот, читаме од Филипјаните 2 глава 16 стих. Држејќи го цврсто словото на животот, за да имам со што да се фалам во Христовиот ден, дека не трчав напразно и дека не се трудев напразно. Нашите избори и одлуки одредуваат дали живееме имајќи го предвид денот Христов или трчањето ни е напразно. Читаме од Филипјаните 2 глава 16 стих. Држејќи го цврсто словото на животот, за да имам со што да се фалам во Христовиот ден, дека не трчав напразно и дека не се трудев напразно. И читаме уште еден текст од прво послание до Коринтијаните, во 9 глава од 24 до 27 стих. Не знаете ли дека во тркалиштето трчаат сите тркачи, но само еден добива награда? Трчајте така и вие за да ја добиете. Секој надпреварувач се воздржува од се, тие за да добијат распадлив венец, а ние не распадлив. Затоа јас трчам така, не како кон неизвестно, и се борам така, не како оној кој го бие ветерот, туку го совладувам своето тело и го правам свој роб. Та јас, кој им проповедав на другите, да не бидам самиот непожелен. Ако постојат области од вашиот живот, кои ги сметате за световни во заграда, а веројатно ги има, како можете да се очистите од нив?